К15! Добро вечер, драги гледачи, денеска имаме част да се наваѓаме у овој прекрасен дом на нашите првоборци и народни херои Тошо и Цацко. То са носители на партизански споменици. Ево господин Тошо е носилац на златен орден со сребрен венец, он е за златен орден со златни венец и ордевер со ловоров венец. Пак го се Тошо, како е то да сте носител на венец? Добро е, ама мене ми е боле кога го носам крстот. Дава чорапи. Не те разброн. Добро, не е битно. Од каде ве да падава? Види, ја и Тошо беме на едно риче, тука вам долу има долче, меѓу нив има река. И он дојде, отиде из Видница долу, да види, а јас кога сподаду вака да признам, што ќе видам таму. Тоа французи, тоа џерманци, тоа јапанци, па друга чета французи, тука и они застанале. Там енглези, кинези. Му кажа за французите. Па тоа му расправам не сега, еве, за французите му расправам. Зборот ми беше, тоа наакано војска до војска. Му викам, Тошо, што ќе правиме? Човек да јавих пак у Извидница. Оде долу и се враќа и ми вика, слушај, цаце, да ти кажам, едно шаторче си наместиле, две швеđанки и двојца џерманци долу. Ропат што да ти расправам. Одма дони ми две бугарки. Сами. И си викам се, што правиме? Дали ги нападавте? Што ќе нападниме, динар пари нема му джепот. Му викам на тоа што одма, ајде, че одиме горе, по куќите, у селото ќе се качиме горе, се скриме негде. А това е значи тая чувена операција Француски клjuč. Да. Па јас за тоа имам чиста петица. Бога би. Отидоме у селото, од куќа у куќа. Питуиме, француски клjuč дали имате, демек джобже колото нешто ни се расипало у тоа време, коли уопште не маше. Ка мамка така да влезиме, не прибраво на куќа една млада домачинка, многу убаво не пречека. Вака кава бишто сега што го гледаш тука. Така едно јагненце послано, абе, милина да го јадиш, тоа прстите да си ги излизиш. Кажи му за французите. Тоа му расправам се. Он е, малку е глуф и не му се виде, ама се разбира. Да, гледам. И ќе го спремаме за тоа, ако се избистра уште малку, председател ќе го туриме у наредниот мандат на Сојузот на борците. Зборот ми беше од куќа на куќа и не прибраа у една куќа таму и вака во бишто сега што е тоа распослано, едно јагненце ни испекоа, како заропаме тоа јагненцето до коска го соголиме цело. И едно време нешто праe тапара тупара и таа домачинката туку влезе и ни вика, бегате џерманците идат, вик влеват по подрумите, песок нурат. А како се викаше селото? Кисела вода. Он е, нема замере, прекупиран со ова настинци сега што беа. Но зборот ми беше од тука, кине саме у друга куќа, у подрумот влегоме, таму па една ош помлада домачинка, многу убава беше, ни направи две коковчиња, така садалка му направи од ори спорте, ги стави, ги запече и тоги таа вечер испадна таа позната анекдота од Тошо за ваквото за џерманците, кога дојадуеше коската од ваквото од кокошто и вика, Цацко, гледаш ова коската? Ја на џерманците! За французите му кажа. Кажи. Кажав, не, како не, ќе му кажам уште еднаш ако треба. А интересантно би било, ако може за нашите гледачи да кажете како станавте борци и дали со некого соработувавте или сами ги savladавте? Како станаме? Ами, такво беше времето. Важно беше да се излезе од дома. Имаше соработка, имаше момче. Имаше двајца комунисти од Белград. Тихи и Прле. Не,
Тоа ги комунисти ги викаа, сега демократи ги викат порано, ги викале инаку, ме збијат, тоа не е важно се. Комунисти беа, прли и тихи. Имаше акција, требаше, они не чекаа у кола, требаше да ослободиме заробени девизи. Слушај, он му си спомешава брзините, тоа е за акцијата за девојачки мост, што имаме ние. Тошо, ти качи се на мостов, а ја ќе ти чувам стража. А вие гледа бибате и конкурс. Па да, нели му кажа ти? Имаме конкурс сега за нови членови прием. Сојузот сакаме да примеме. Имаме тука распишано до 35 години старост да бидат, да имат обавезно партизанска споменица, Словаров венец, воа, но ај. Патронен празник имаше. Патронен празник. Има едно школо тука, неговото име го носи, некој многу се разжалости, многу чест му направија, не викна и мене и него на патрониот празник, децата спремиле, ќе ти пуштам после на видео е снимано, една песничка спремиле за него, многу убаво испева. Тошо малетни ке бидеш, тошо ти ке бидеш цреп, и ке бидеш израсвиден на се градско во овој свет. Многу чест му направија и дури душта така му се разжалости. Момчево на паца да не е. Не е на паца, воа новинар е, новинар. Продава вестици. Продава вестници. Многу сме благодарни на државата и на раководството, нели, што не е сапати, не слушат, го почтуват најшто мислење и ни најше имаме поинаков видик, ни поинако гледаме на работите. Кај нас одгоре од водно многу убаво се гледа се. А што сакаше да каже за французите? Французи уопште не мачи таму. Само не му кажуиме, почто отече со французите. Ете, драги гледачи, това беше нашиот разговор и да ќе за ваша информација овде на водно деба багла и све е јасно како ден. Добра бишка. K15!